Това е многу страшно. Вие да немате комуникација за средства кои што вие ги предвидувате од буџетот и ќе треба да му се доверат нели на општината, и вие да не знаете дали општината ги повлекла и зашто ги искористила, извинете, ама ова е страшно што го кажувате. Значи да се нема комуникација централна со локална власт и ова вие овдека што кажувате, прифаќате амандмани секоја чест кои што треба да бидат од интерес на граѓаните. Од друга страна, вие не знаеме после што се случува со општините. Дали ги повлекли или не ги повлекли, тука застанува вашата заинтересираност во однос на средствата кои што ги доверувате од буџетот. Како може тоа? Па кој врши контрола каде одат тие средства? Можат градоначалниците да си ги злоупотребат, да си, не знам. Значи, мора вие да вршите контрола. И ако некој не ги побара средствата, а веќе се обезбедени, па валјда имате некој гласник, аберманџија, кој што треба да оди абер да му направи на општините. Човече, имаш амандман прифатен вака и вака се работи за тоа и тоа за толку и толку средства. Дај, огласи се, дојди, побарај ги парите за да завршиш работата. Па зошто ние тогаш овдека се мачиме? Не ми јасно зошто тогаш пена устата ни фаќа за да ни прифатите од илјадници амандмани 2. И да ми кажете, извинете, но меѓутоа тука застанува нашата работа во однос на општините. Општините после јавиле, не јавиле, прифатиле, зеле, не зеле, баш ние гајле. Како така? Па мора тоа да е затворен круг, затворен систем. Не може тоа така. И ме интересира да ми кажете дали градоначалникот на Струга се јавил по однос на овие 2 амандмани прифатени, дали ги побарал средствата, дали ги повлекол средствата и дали ги реализирал амандманите кои што се прифатени од вас како Министерство за финансии. Ако не се прифатени, уствари не се земени средствата, зошто Рамис Мерко не ги повлекол средствата? Од кои причини не ги повлекол средствата? Па да знаеме да не даваме за џабе амандмани. Зошто се тепаме ние овдека? Да ни прифатите амандман за потребите на граѓаните, не ги повлекол градоначалникот, не ги зел, вие не му вршите никаков надзор, пратениците си лаат, нека си лаат. Не е во ред ваков начин и ваков пристап. Заменичката реплика